Еден од електроентузијастите е австралискиот V-Moto со кинеска база, кој со сеопфатна гама, што ја има за 3 години колку постои, успеа силно да настапи на многу европски пазари. Најновиот нивни член е моделот Steš, кој го означува влегувањето на компанијата и во премиум сегментот. Дизајниран е во спортски дух и направен е на нивната платформа со моќност од 8 коњски сили кои ќе го потераат до максимална брзина од 105 км на час. Батериите се сместени пониско, со што се ослободи простор во кој може да собере интегрална кацига. После полнењето од 6 часа тие му обезбедуваат автономија од околу 250 километри. Се одликува со едноставна употреба, пријатна и погодна како за почетници, така и за искусни возачи. Цената уште не е позната. Шпанската компанија Silence на EICMA најстапи со мешан состав, со спортската изведба на скутерот S01 и наноавтомобилот S04. Хомологиран е како 4 цикл во две категории со максимална брзина до 45 или 90 км на час, од што зависи и каква возачка дозвола ќе треба за него. Продажбата во Шпанија веќе му е започната по цена од 7.500 евра без батерии. На штандот на NIO, кој веќе е познат играч на полето на електриката, парадираше новиот RQE Sport концепт. Го дели истиот мотор од 7 коњски сили со најсилниот скутер во гамата MQi GT Evo, кој исто така беше новост во Милано. Од него се разликува и по поголемите отстранливи батерии и му обезбедуваат поголема практичност. Максималната брзина од 110 км на час со присуство на посебен режим за забрзување кога треба да се користи целиот вртежен момент, го подигнува над нивото на урбано користење како што кинезите го представија. Познат играч во мотосветот е и тајванскиот Сим, кој засега се уште плива главно во октанските води. Затоа и акцентот на неговото присуство во Милано беше на интересниот Husky ADV скутер, кој авантуристичкиот дух, агресивен дизајн и воедно ладен мотор од 150 кубни сантиметри со 15 коњски сили. Друг нивни новитет беше нешто поголемиот Joyride 300, од кој се очекуваат одлични продажни резултати. Затоа треба да се погрижат неговиот погонски агрегат со 26 коњи, нагласената удобност и солидната носивост која му ја зголемува практичноста. Покрај со веќе присутниот на пазарот Cafe Racer 700 CLX, CF Moto го представи и сосема новиот 800 MT, кој сигурно ќе ја поларизира мотопубликата. Се одликува со модерен дизајн, конкурентна цена и високо квалитетна механика базирана на двоцилиндричниот KTM агрегат од 800 кубни сантиметри со 95 коњски сили. Кинескиот Lonцин, кој произведува агрегати за BMW во Италија, настапува со брендот Vogue. Домашната публика ја предизвика со ретро дизајнираниот Roadster 350 AC Trofeo, чиј паралелен твин мотор е поставен во нова развиена рамка. Неговите традиционални линии се комбинирани со естетски модерни детали со кои ќе го привлече вниманието и на помладите. Нив сепак повеќе ќе ги интересира првиот скутер на марката SR4, кој го има истиот агрегат од 29 коњски сили. Дизајниран за европските возачи, зрачи со модерен изглед, турерски комбиниран да ја истакне спортската агилност. Изненадува со бројните безбедносни решенија и удобноста, а располага и со камера интегрирана во ветробранот со поддршка за мемориски картички.
Својот деби пред европската публика имаше и марката QJ Motor, лансирана е лани од страна на Qianjiang групата, која ги поседува уште и Kivei и Benelli. Затоа и не е случајно што нивниот асортиман изгледа како паралелно развијан со оној на славната италијанска марка. Понудата на QJ Motor сепак е поширока и се движи од скутери преку средни класици до спортски кросовери и крстосувачи. Во Европа треба да пристигне во текот на идната година, но со кои модели се уште не е познато. Како алка што недостасуваше во гамата, Aventura 125 беше главниот протагонист на штандот на шпанскиот производител Rieu. Со својот едноцилиндричен агрегат тој представува можност за доближување на марката кон помладата и помалку искусна публика, нудејќи моторцикл инспириран од најпродаваните кросовери на пазарот. Во неговиот дизајн се издвојува предниот дел со двете округли светла поставени едно над друго. Покрај богатата инструмент табла, стандардната опрема вклучува и рачни штитници, заштити од удари и цврста решетка за багаж. После реинкарнацијата од пред 7 години, италијанскиот Мондиал полека, но сигурно се враќа во игра. Наред сега дојде новиот Pieggia, кој освен името и колорната шема од некогашниот зверски предводник на гамата нема никакви сличности. Не ни може да има бидејќи е опремен со мал агрегат од 125 кубни сантиметри со 15 конски сили. Острите линии му даваат дрзок изглед кој треба да ја покаже силната карактерност и да ги освои срцата на помладите. Затоа ќе придонесе и фокусираноста на силните карактеристични елементи, како што се жабрите на полуоклопот, насочувачите на воздухот во MotoGP стил, двојно светло, тотално откачената опашка, но посебно со цената од 3990 евра. Истата 2014 година повторно се воздигна и SWM, кој беше познат по своите теренски моторцикли. Тогаш, со кинески пари и големи напори, марката успеа да ги задржа своите италијански корени и производството во Варезе, во чија чест е лансирано новото семејство Naked моторцикли VA125 и 400. Ја делат истата рамка од челични цевки со ослонувањето и Brembo системот за сопирање. Моторот, како што им кажуваат ознаките, е различен. Помалиот е со 15, а поголемиот со 47 конски сили. Враќајќи ја страста после минатогодишната пауза, Ејцма ги затвори своите врати со изборот на најубав моторцикл на манифестацијата. Одлуката на посетителите не беше тешка. Скоро половината од нив гласаа за MV Agusta Super Veloce Ago. Настана како ограничена серија во чест на тркачката легенда Giacomo Agostini и ќе биде произведен во точно 311 примероци. Секој ќе биде нумериран и подпишан од мотолегендата лично.